Почитувана македонска јавност, почитувани колешки и колеги пратеници, подпредседател, имено навистина некакова пракса во собранието во однос на постфестум дискусии за извештаи кои што се од 2021 навистина испраќаат една сериозна и загрижувачка порака. Во текот на вчерашниот ден го дискутиравме, односно дебатиравме пред се опозицијата се извештаат на Народниот правобранител за 2021. Денеска на дневен ред дебатираме ние како опозиција за извештајот на Судскиот совет за 2021. И тука се испраќа една порака која што навистина загрижува, а тоа е колку на големите борци за човекови права, овие шарените, им е значајна темата доброто владење на правото, правдата, правичноста во Република Македонија. И тоа е аларм кој што загрижува, меѓутоа исто така е порака која што е препознаена од граѓаните. Со право, тие 8% кои што велевме дека се навистина загрижувачки, сега со последните мерења во делот на судството и правосудството се 3, односно 4%, заради тоа што граѓаните ја препознаваат негрижата и реформата која што никогаш не стигна да се имплементира овие 6 години од страна на Социјалдемократскиот сојуз, парламентарното мнозинство. Дополнително, денеска навистина загрижува тоа што председателката на Судскиот совет не зема право, не го искористи своето право да се обрати во домот на демократијата, домот на граѓаните, токму пред представниците на граѓаните. Чинам дека тоа како некој кој што бил во ред, разбравме дека не бил судија, бил стручен соработник, чинам тоа е некој слично ниво на господјата Тања Бузаџиева Васич, која што е избра за уставен судија, па е веќе пракса за Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа пак ќе кажам, за тоа ценат граѓаните, затоа е судството сведено на 4%, најверојатно наредната година веќе ќе биде на 0. Не го искористи своето право да се обрати, впрочем, истата да кажа дали се согласува со извештајот, кои се добрите страни, кои се слабите страни. Ние се сеќаваме дека Народниот правобранител зема збори, алармираше до председателот дека извештаите треба да се разгледуваат како што доликува, тоест на време, особено и на вакви значајни извештаи. И тука нас не изненадува едно вакво однесување, од причина што ние имавме прилика и граѓаните да апсолутно ја следат целата процедура на избор на председател на Судски совет, до толку повеќе опозицијата активно учествува во дебатата за избори на уставни судии и кога ќе ги сумираме сите овие процеси, се сведува еве токму на тоа што е денес, а тоа е председателката на Судскиот совет да не земе збор за мислата за да говори за институцијата која што ја раководи и за извештајот кој што е предмет на дебата. Впрочем, навистина со право, сите извештаи, вклучително и извештаите на Европската комисија, говорат за длабоката партизација пред се во судството и правосудството. Зашто? Заради тоа што вие кога имате член кој што е назначен од стручен соработник за председател на Судски совет, при тоа председателката на Судскиот совет во јавност излегува дека е сликана во друштво на поранишниот председател и премиер, за кој што денеска јавноста се уште е запрепастена од видеата кои што излегоа за истиот во делот на изнудување на пари, а истовремено и аболицирана личност. Вие со право не очекувате да говориме денеска за еднаквост, за правичност, за право и за правда. Имено со право е констатирано, па дури од Државната комисија за спречување на корупција, од Народниот правобранител,
дека во Македонија и во институциите, особено во правосудството и судството, владае непотизам и највисок степен на кронизам. Со право граѓаните нема доверба во овие органи, заради тоа што стручните лица кои што посветено работат и навистина својот професионален ангажман го посветиле на правото и правдата, тие не можат во Македонија да дојдат на ред, заради тоа што предолг е редот на представниците, се извинувам, на тесно семејните врски, кои што се символ за непотизам и кронизам. И сега судскиот совет, кога е предводен од некој кој што бил поранешен член на правна комисија на Социјалдемократскиот сојуз, со право ќе се грижи за редот кој што е прилично долг, а е дефиниран како непотизам и кронизам, отколку за оние малкута кои што стана и се уште се борат за своето право да бидат дел од судството и правосудството. И чинам овде имаше некој кој што се обидуваше да ги цитира извештаите на Европската комисија и замислата како овие големи борци за човекови права денеска се горделе за одреден напредок, а при тоа ја урнисуваа државата. Неколку недели по улиците напаѓаа припадници на Министерството за внатрешни работи, боја и ги уништуваат државните ресурси, а денеска ќе ви ги прочитам, колешка, па јас идва и чекав да ви ги прочитам. Јасно, вие сте требале да ги прочитате. И сега денеска замислете, излегуваат и се гордеат. Па дозволете да ви ги презентирам, еве не јас, Марија Петрушевска од ВМРО ДПМН, туку Парламентарниот институт и компаративната анализа од Парламентарниот институт за сите години од 2012 заклучно со 2020. Еве видете што вели. Во режимот за тој за кој што вие шкртавте, палевте се, шарените платени борци, во режимот во 2012 и 2013 имаме тројка. Во правда, слобода и безбедност. Сега овие шариниве платени борци во 2021-2022 2. Па ве прашувам по принципот на вашето проширување на парламентарното мнозинство. 6-2, 6-4, 6-5, кој е поголемо? Истото сега ве прашувам, дали 3 е поголемо или помало од 2. Но, не се грижате, граѓаните ваквиот начин на работа го препознаваат, истиот ќе биде, сигурно верувајте, санкциониран, ќе има време кога сето ова во Македонија навистина ќе се смени и ќе огре и сонцето и за Македонија и за граѓаните, а сите овие кои што придонесува за урнесување и на правниот систем во Македонија, ќе има институции конечно независни, пред кои што најверојатно сите ќе треба да одговараат. Ви благодарам.